и там остана дури завршив. Дојдов до 28 на Полони, таквато. За сите се чудесови. Не палеше тој ноќе, не дојдеше некој аджеле. Цати човек оние муштежија шовелиш, свадба ќе има утре, други ден, вечерки можеш да останеш, да му направиш. Пастори, зашто сум јас тука? Затоа сум. Него, нека дојда сабајле, готови. И тие бакшиш, се берај многу пари. По турците, дека знаеш, јас сум од мал турцки, кај голема, кај жените, не слеш да одиш. Тие се сите соканци кутите и треба да топаш, кај дојќе па на кој е тој, ќе му кажеш, демек мајсторот, дзидер, дограмаджија ќе прави. Ако има женски во дворот, ќе викни, кирце, оба са дишели. Никој да нема надвор, оти башко ќе влезе, па да му отвора, се крие. А меѓу жените, свадби ако се правя гости кај турци, кај башите баш случаи, кај жените жени. Одев и мера да земам. Оти ако иде чаршија, требаше да се крие, таа со се баш, сама жена, каде слеш. Че така. Ако е дома, со се башу, таа затвората скриена да мери. Јас како дете се стори веќе 5-16 години, поќе не знаев и турски, не се плаша, ода, па ќе праја тие со башковите жените. Одма со најдите вратницки, сите имаме, како ние, со сите тука 5, околу шите кај митрополијата да излезеш, 4 порни, кај Шумското, Атмазан, така беше. Па ќе играја, ќе ни носаа сладки, блаки, и тие бакшиши, многу пари ми се береше. Во тоа време дојде консулија, имавме тука во Битола, српски, бугарски, црногорски, грчки, влашки, француски, италијански, руски, црногорски, енглески, само германски немаш, аустријски. И тие коси. Затоа се викаше Битола тоа време. Град на консулите и на бегоите. Битола беше чудолеш. 1908 почна да се тепа луѓе, да се такова, и каза под затвор да се месат. Почна од овај мост нагоре, по двајца, дури кај дивизијата, најпосле кај шо кој за Охрид, шо е семафоро, шо кажува. Тука е направен Црмо, се вика. Таму еден последни остана, 13 беше тој, и му остана тоа Црмо. Тогаш стана сите консули, сите нема амбасадори како сега, политичари. Сите бе војни лица, носеа своји униформи, со чички, со палети на мисер на чината. Се собра ојдо кај валијата, протест направја, заради да не се подновува ова ушедеш, оти ние ќе земе во себе, ќе нападниме, ќе дојди до борби да се водат, да се престане ова работа. Затоа ве молиме. И паца. Тие беа 20 браќа турците, што беше царо. Се тоа тука знам. Султан Решат беше како цар, брат имаше како престолонаследник, султан Амид дојде. Младите турци го се договора, мисли да ние тепаме христијани, ама и тие тепаа наши турци. Затоа во турско, ако беше турско, немаше занатли. Едни сарачи, оджи и по некој бербер и акција. Оти по 20 години војска во вежба.
to selo gori, ona selo četnici, od dola. Paze mi, paze mi, paze mi. I prestana. I dano u dobi toj drugi brat propad na toj i dano така се велеше тогаш, како сега, автономија, што го вика, конституција. И сите од Охридскиот, од Кичевскиот, Прилепскиот, кај Левицко, пунктој, бомби, пушки, каби, шума оружје го предава. И така престана тие да се такова. После него дојде 10-та година, а и се даде наредба да може да одат и од христијаните од турска гимназија да учат и да стана по некој и полицајци со сами имавме. Сетле, ја знам дали во втори клас или во трети кога беве гимназија, обавезно учевме и турски. Од лево на лево, да знам и да пишем. Се пропадна го мена. И француски беше обавезно. Во тоа време дојде 10-та царо турски да види што се прави. Кога дојде тука, и беше наредба народот да излези да го пречекаме. Со коњи бели, два коција црна светлива и манаќа Мелто се викаше помладиот брат, со апарат имаше за да го снима во тако. Да фотографџите и денес го има тоа, ама царо уши не знаеше. Треба да му речи, сакаше да му речи, да не мрда, да не хмирно. И му вели Сус. Сус се вика е на збор како наредба, како што е знак, прашвање, знак, митен. И царо ќе експлодираше, кој е овај, мене да ми речи Сус, пред ова говно, јас мирно да седам. Оти кој ќе реча турците по турски, Сус ме јаур, уши шо не те отефа. А нова сетне доказа, оти тоа не е во таква смисла, него е за да не мрда да излезе сликата пон. Па го простија. Сетне имаше кај што е Свети Димитрија црквата, еден сладкар грч, не знам од кај беше, направи цела џамија зградата со билере, па како торта што прават сега пандисвања, четворица е носа. Со сите тие работи, кои се колку башиш му дадо. И го пречекавле, викавле, се вика Јаша Патиша, не е жив царо, по-турски Патиша се. Ама евреите од секој пат беа така добри, живеевле, ама беа опасни против христијаните. Тие на место Јаша, Аша. Тоа ја не се слушаше. Аша по-турски се вели долу. Долу Патиша. Не е живеел. Јаша Патиша живеел. Овие Аша Патиша долу. Таквото. Ко дојде ред, србите да дојдо. Ке се збораше за крал Петар, дека стартој, Чикоперо го вика. И ќе шлакавле. Говор ке држише, живеел Чикоперо, Чико. А евреите Чику, со У. Чику се вели мал. Перо, не Перо, Перу. Перу по еврејски се вели куче. Чикуперу, Чикуперу, Чикуперу. Турци, оние србите мисле, оти за кралјот вика да е жив кралјот.
ние во Битола, прв тука на Балканов. И Синемаскоп кој дојде. Битола имаше, и во Турско имавме уште 13 година и Солун биоскоп. Не, како беше, со писмото бачаш. А тогаш филмови да ви е мерак да гледате. Сега со изменење по комбинизион и гола кој е, од 8 години деца ќе. И тогаш се оставаа поучни како да бидеме добри, вредни. Многу беа филми. Историски, војни. И така со тој.